Мала предност на СДСМ пред ВМРО ДПМН е. Зоран Заев има подобар личен рейтинг од Христијан Мицкоски. Граѓаните очекуваат од партиите повеќе да зборуваат за економскиот развој за сметка на ЕУ интеграцијата, која сепак се уште ужива висока поддршка. Ова се дел од наодите во анкетата на ИРИ, Меѓународниот републикански институт од САД, спроведена од Брима, теренски со метод лице в лице, на 1222 испитаници во периодот од 30 јануари до 10 февруари оваа година. За резултатите разговаравме со Илина Мангова, заменик директорка на ИРИ за земјава. За 1,5 година значајно се зголемил процентот на граѓани кои сметаат дека земјава се движи во погрешна насока. 43% од испитаниците одговориле така во споредба со 30% во јули 2018 година. Логично, се намалил процентот на оние што сметаат дека државата оди во вистинска насока, од 37 во 2018 на 23 во 2020. Имаме пад на бројката на луѓето кои што сметаат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ во наредните 5 години за 7% и наспротив тоа се качува бројот на луѓето кои сметаат дека ќе биде до 10 години ќе се случи тоа на 7%. Значи сето тоа влие луѓето да сметаат дека Македонија се движи во негативен правец и бараат од тој аспект бараат се помалку да се фокусира и политичките елити помалку да се фокусираат на ЕУ и повеќе да се фокусираат на економските проблеми. Секој четврти одговорил дека во наредните 2 години економијата ќе се подобри. Во 2018-та секој трети мислел така. Луѓето бараат да се фокусираат политичките елити на она што се нивните вистински проблеми, на проблемите на граѓаните, на обичниот народ и она што секојдневните работи со кои што тие се проблемите со кои што тие се соочуваат, работувања, подобар стандард на живење, јавни услуги и слично. Така што сметаме дека ова е голема порака за да се почнат да ја менуваат јавниот дискурс, да го менуваат политичките партии, да се намали поларизацијата и поделбата во општеството и да се фокусира не едни на други, туку повеќе кон граѓаните и кон исполнување на потребите на граѓаните. Но анкетата покажува дека неповолните општи трендови за власта опозицијата не успева да ги капитализира во поддршка за себе. Во партиските рейтинзи СДСМ има 1% поен предност пред ВМРО ДПМН. На прашањето за кого би гласале ако оваа недела се одржат изборите, 17% рекле за СДСМ, 16% за ВМРО ДПМН. За ДУИ се изјасниле 7%, 5% за Алијанса за албанците, 4% за БЕСА, партијата со која социјалдемократите договорија предизборна коалиција. Лидерот на СДСМ има подобар рейтинг од они на првиот човек на ВМРО ДПМН. 18% се изјасниле многу поволно за Зоран Заев, а 10% за Христијан Мицкоски. 35% од прашаните имале многу лош став за Заев, а дури 45% за Мицкоски. Испитаниците сметаат дека СДСМ подобро би се справил со проблемите во животната средина, поддршка на младите и на жените, борба против корупција, раст на економијата. Во однос на самиот изборен процес, 24% со сигурност рекле дека има услови за фер избори, а 33% дека веројатно има услови за фер избори. Наспроти овие бројки, се оние за излезноста на изборите. Она што очекуваме во врска со изборите е дека целокупната, значи делумно и разочарувањето што стигна со недобивањето на датум за преговори, ја го намалува ентузијазмот на граѓаните во врска со овие избори. Сметаме дека ќе има веројатно еден од најниските одзиви во скорешната историја на парламентарни избори. Можно се блиски рейтинзите на главните политички опоненти, така што голема ќе биде мотивацијата па од нивна страна да ги поттикнат гласачите да излезат и да гласаат. На прашањето дали Зоран Заев како премиер ја вршел работата доволно добро за да биде реизбран, 31% одговориле да, 54% рекле не. Наспроти перцепцијата дека владата е транспарентна, во анкетата дури 52% рекле дека е нетранспарентна, додека 37% одговориле дека е транспарентна. Пред 1,5 година ситуацијата била спротивна. 32% се изјасниле дека не е транспарентна, а 51% дека е.
Оттаму е многу потешко во ваков послободен медиумски простор, е многу потешко за која била политичка елита да ја нејзината порака да стигне до јавноста. Оценуваме дека јасни се некои резултати, голем број на резултати во однос на зголемување на транспарентноста што беа направени во овој период. Меѓутоа, она што можеме да видиме е дека во големиот простор на комуникација со јавноста, во големиот и богат медиумски простор, тие резултати и тие факти често не стигаат целосно до јавноста. Она што можеби треба најмногу да ги загрижи сите се одговорите на две други прашања во анкетата на ИРИ. Дали некој од домаќинството емигрирал или е на работа во странство, дури половина од испитаниците одговориле потврдно. Високи 16% рекле тоа се случило во последната година. На прашањето пак дали мислат дека оваа генерација млади луѓе има иднина во нашата земја, повеќе од 3/4 од испитаниците или 77% одговориле не.